Дали знаете дека постои мобилна апликација која ги детектира земјотресите побрзо дури од сеизмолошките станици и може да ве предупреди дека во вашата локација ќе има земјотрес дури 10 секунди пред да дојде земјотресот, пред да почувствувате тресење. Како е ова можно? Сега ќе ви објаснам во овој видео. Значи, апликацијата се вика LastQuake. Вака изгледа, не знам дали ќе може камерата добро да фати. Како работи апликацијата? Многу едноставно. Ја инсталирате апликацијата и таа го користи сензорот за вибрации на самиот телефон. Штом ќе почувствува вибрации, праќа информација до серверот дека еден корисник почувствувал вибрации. Нормално нема да ги информира другите корисници за земјотрес, бидејќи можеби вие скокате на трамболина или се тресете од било која причина. Но, ако 30 други или 50 други корисници, кои исто така имаат инсталирано апликацијата, ги дадат истите вибрации до серверот ќе си рече не е можно ова да е случајно и најверојатно станува збор за земјотрес. Прво што прави е дава информација дека можеби има земјотрес, а потоа ќе ве праша дали почувствувате земјотрес. Ако е мал бројот на корисници, ќе ве праша дали почувствувавте земјотрес. А ако 100-200 корисници ги почувствувале, ги детектирале вибрациите, тогаш ќе биде серверот сигурен дека има земјотрес. Зошто? Ќе ве информира за земјотрес пред да дојде земјотресот. Сега ова е интересно. Земјотресите се движат со голема брзина, но со константна брзина. Значи вибрациите, зависно дали се вакви или вакви, нели, и колку е далеко епицентарот под земјата, ама во просек негде околу 5 км во секунда се движи земјотресот. Големите земјотреси, што се над 7 според Рихтерова скала, може да опфатат површини дури до 100 км со катастрофални последици. Значи, ако 100 км од вас, да речеме во Штип негде, јас сум во Скопје, ако во Штип се случи огромен земјотрес, додека дојде до Скопје, ќе му требаат околу 20 секунди. На апликацијата не и треба толку, затоа што работи со интернет сигналите се движат идеално со брзина скоро на брзина на светлината, што значи дека додека isprocesира серверот и ми прати информација, тоа може да биде со добра конекција и за 3 секунди. Што значи дека јас ќе имам 17 секунди да реагирам. Ако сум во некоја небезбедна средина, можам полека да си станам за 17 секунди да си излезам надвор. Или ако сум во зграда, не се препорачува одење по скали, по лифт, можам да се скријам, да се засолнам под маса, под перница, под кревет, со перница на глава и слично, да не паднат некои работи. Интересното е што иако оваа апликација е интернационална, значи се користи на секаде на планетава, на Балканот има најмногу корисници. На балканските држави, како Македонија, Албанија, Бугарија и така натаму, има дури 170.000 корисници. Се надевам после ова видео ќе има многу повеќе. Но зошто е тоа важно? Затоа што колку повеќе мобилни ја користат оваа апликација, толку по-прецизно и по-брзо ќе се детектираат земјотресите. Дури пред да го направат тоа сеизмолошките станици. Според локацијата на вибрациите на мобилните, може дури епицентарот многу по-прецизно да се одреди, отколку тоа што ќе ви го кажат навести од сеизмолошките станици. Така што инсталирајте апликацијава, ја немам никакви приходи, никаква реклама, не правам платена реклама за апликацијава, туку чисто ми е фасцинантно како технологијата може да помогне за брзо да откриеме земјотрес, брзо да реагираат службите за помош и брзо ние да се засолниме. Се гледаме во наредно видео.